без плата нема работа, другари. Добро утро. Почитувани медиуми, почитувани колеги. Јас сум Сашо Димитриевски, председател на синдикалната организација на Македонска пошта. Како што знаете, овој денешен протест е знак на револт на вработените, бидејќи е пробиен законскиот рок на исплата на плати во Македонска пошта. Веќе неколку месеци ова ни се случува, ова е трет или четврт месец каде ни касни платата, но овој месец го проби дното, бидејќи денеска сме веќе 23-ти кои сме, не знам. Вработените се крајно револтирани затоа што и покрај тоа што во оваа компанија 60% од вработените работат со минималец и тој минималец не може да го земеме. Така да овој протест ќе трае се додека не се исполнат условите за добивање на плата. Што не значи дека и во понатамошните месеци што следуваат синдикалните организации во Македонска пошта ќе преземат активности уште во наредната недела. До управниот одбор ќе доставиме ново барање дека во наредниот месец, ако не се случи исто тоа, веќе на 15-16 ги застанеме со работа. Што не значи дека понатака нема да преземеме поригорозни чекори да одиме на штрајк. Колку вработени чекаат плата? Моментално чекаат 1700 вработени плата, имаме негде околу 300 договорни поштари, што се без решен статус за работа веќе повеќе години. До сега кои беа образложенијата на раководството? Рековте неколку месеци уназад имате проблем. Видете, овој проблем во Македонска пошта не е од сега, да кажам. Овој проблем се влече веќе 15 на години во Македонска пошта, живееме на шкрги. Проблемот е тоа што имаме дефинитивно лоша организација во поштата. Се прават напори во последно време со управниот одбор, правиме некоја нова систематизација, сакаме да ги решиме тие проблеми, но малку се спори до тоа. Погрешни луѓе има на вистинските места што треба да работат. И сето ова се случува. Дали понатаму се практикува онаа пракса да нема каде да седи администрацијата, а да фали технички персонал? Има. И затоа сега се прават тие реформи, пробуваме да ги направиме тие реформи како синдикати со управниот одбор. Се надеваме дека ќе успееме, но не знам колку време ќе помине. Можно ли се протести во другите градови? Да, сите градови денеска протестираат низ Македонија. Како ќе се одвие овој протест? Дали ќе биде секој ден, дали во исто време? Овој протест денеска го назначивме до исплата на оваа плата, но ви кажав, веќе наредната недела синдикалните организации на Македонска пошта ќе донесат нова одлука до управниот одбор дека во наредниот месец до 15 ако не се исплати платата продолжуваме со протести. Што не значи дека нема да има штрајк. Ова ќе продолжувате со работа после кога ќе заврши протестот? Да. До исплата на платата ќе продолжиме. Ако се исплати денеска платата, сите ќе стојат на своите работни места. Добро утро за сите. За жал тука сме за неубава работа. Овие луѓе се оставени во најдолгиот месец без плата од страна на раководството. Мислам дека дојдено е времето да размислат добро како понатака и да веднаш ја исплата платата на вработените, затоа што, како што гледате, луѓето повеќе од 45 дена се без апсолутно никакви приходи. 2000 семејства во месец јануари се оставени без приходи, ги пречекаа сите празници без приходи и веројатно ќе го завршат и овој месец без приходи. Луѓето се одлучени, во сите пошти во државата протестираат, нема да отстапат од нивните барања. Ако некој смета дека не е способен да води пошта, нека се замени, нека дојде некој поспособен, меѓутоа во никој случај не сме да ги остави луѓето без плата. Ние додека се подготвуваме да протестираме за зголемување на плата, овие луѓе протестираат за исплата на така ниската нивна плата. И срамота е да ги оставите без плата, а да изигравате шерифи по пошта, да правите притисоци врз луѓето, да ги напаѓате луѓето, да се обидувате да ги спречувате да протестираат и така натака. Нема да отстапиме од барањето за исплата на плати, нема да отстапиме од барањето да им се зголеми платата, да добијат луѓето и опрема за работа, како што можете да видите, сите од дома дошле кои како можело да се облече. И затоа сметам дека вината не треба да биде фрлена на луѓето, туку на раководството, а раководството може да си побара од основачот, односно од владата, веднаш да интервенира и веднаш да биде исплатена платата во текот на денешниот ден. Во спротивно нема да продолжат со работа колегите.
Раководството ли имало притисоци врз вработените? Се разбира дека и од раководството врз овие луѓе се врши првен притисок да се исчленуваат од едни синдикати во други синдикати само за да молчат, да не бараат плата затоа што плата не исплаќа работодавачите. Им вршеа притисок само за да ги заќутат, како да можат да живеат на воздух. Меѓутоа сметаме дека таквиот нечовечки однос од страна на блиски луѓе на менаџерскиот тим, кои порано беа први тука со нас на протестите. Први стоја на претходната влада кога ги протестиравме, до нас рамо до рамо и протестираа, а сега да се силат и да покажуваат сила на вработените во пошта, мислам дека е нечовечки. Само да бидеме јасни за граѓаните, што значи ако денеска не ја добијат, нема да работат, ќе штрајкуваат, да не одат луѓето џабе да чекаат на шалтери? Значи дека колегите ќе бидат исто вака пред поштите излезени, значи дека нема да ги вршат оние работни задачи кои им ги даваат газдите без да ги платат. Без плата нема работа, другари. Добро.